Тоа со слика и тон одиме во Куманово. Елена не очекува таму со нова исто така убава вест. Елена, Бубан Стефановски го искачи според последните информации највисокиот масив во Африка Килиманџаро. Она што нас не интересира е како помина експедицијата и со какво искуство се врати. Благодарам, Кристина. Мислам дека најдобро ќе слушнеме токму од него, како што рече, искачен највисокиот врв во Африка, највисоката точка, станува збор за Килиманџаро, односно врвот Ухуру пик, станува збор за 5895 метри надморска височина. Кој друг доколку не Бубан Стефановски, долгогодишен планинар, алпинист, основач на спортско-планинарскиот клуб Поларис од Куманово. Добро утро, благодарам што одвоивте време за утринската програма на Македонската телевизија. Девети искачен светски врв, пред неколку дена се вративте дома. Кои се првите впечатоци? Добро утро и благодарам за поканата. Пред неколку дена се вратив дома и впечатоците уште не ми се средени, меѓутоа убаво да се види тука. Килиманџаро е еден необичен врв кој што го препорачувам на секој. Многу малку повеќе детали да ни дадете за самата експедиција. Траеше 2 седмици, од Македонија бевте само вие. Како се одвиваше? Да, самата експедиција подолга траеше 13 дена. Од Македонија бев само јас, бевме група која што беше составена од планинари од Србија, од Босна, од Хрватска. Само јас бев од Македонија. Самата експедиција трае долго затоа што долг е транспортот од Македонија до таму, се менуваат неколку авиони. Долга е логистичката поддршка, треба се договори се таму за камповите, долго е патувањето од еден до друг камп, аклиматизацијата исто така и самото качување. Може да ни објасните всушност кои беа предизвиците поконкретно за каков врв станува збор? Килиманџаро како врв не е технички врв, со тоа што не треба техничка опрема, значи не треба потреба на кацига, на алпинистичко јаже, на зимска техничка опрема, меѓутоа необичен врв затоа што си треба одредена физичка, ментална и кондицијска спремност. Врвот како врвот е еден од повисоките, тоест највисока точка во Африка, еден од врвовите кои што го сочинуваат предизвикот Seven Summits или 7 највисоки точки на секој континент. Како што спомнав, не е технички врв, меѓутоа си бара одредена физичка и ментална подготовка, затоа што посебно последните 2 дена се совладува голема висинска разлика и самиот терен е доста стрмен. Одевте неколку часа, потоа одмаравте, имавте и престој всушност кутички каде што се наменети всушност за самата таа намена. Да, вкупно 7 дена активно движење, со тоа што се оди од еден до друг камп. Има ден за аклиматизација, камповите не се стандардни висински кампови кај што се спие во шатери, туку имавме тврда градба. Спиевме во кутички кои што се доста необични, тоа го прави да биде уште поинтересно и понеобично. Врвот како врв има голема табла на самиот, меѓутоа за да се стигне до врвот од последниот камп треба да се поминат 2 контролни точки, тоа се Гилманс Пойнт и Стела Пойнт, кои што двете се над 5500 метри. Едната е 5600, другата е 5700. И кога ќе се стигне на Гилманс Пойнт, тоа е интересно тоа што врвот изгледа многу блиску, меѓутоа има уште 2 часа пешачење додека се стигне до крајната точка. Имавте ноќно пешачење и она што е предизвик токму на овој врв и она што се потенцира е висинската болест. Да, сите овие експедицијски врвови всушност се врвови за кои што се тргнува ноќе. Последниот ден тргнавме на полноќ, на врвов бевме некаде околу 8 часот наутро, значи 8 часа одевме само во еден правец. Како и за сите експедицијски врвови, високи врвови, секогаш демне опасност од висинска болест. Тоа е една, да кажам, појава која што може да ги фати планинарите при најмал знак на невнимание. Треба носов да се внимава за тоа како се движи, како се храни, многу вода да се пие, во просек по 4 литри дневно, само за да се избегнат и да се одмојат тие симптомите на висинска болест. Треба многу одмор, многу сон и секако мирна мисла за да може да се искачи успешно врвот. Веќе за себе имате 8 светски врвови успешно искачано. Зошто се одлучивте овој пат токму за Килиманџаро? Да, 8, Килиманџаро беше 9-тиот. Затоа што први не е една од највисоките точки на Seven Summits, второ затоа што е највисока точка во Африка и врв кој што реално многу потешко логистички да се стигнат колку не било кој врв во Европа, например на Алпите или некаде. Трето затоа што Африка е доста необичен континент, самата земја Танзанија кај што бевме доста интересна. Се нас интересна експедиција, необична и ја препорачувам буквално на секој.
Имавте можност да сретнете и различни животни. Да, после експедицијата имавме неколку дена одмор кои што ги искористивме за сафари. Таму сретнавме доста животни и ја видовме големата петорка на Танзанија, што се животните кои што се застапени таму. Видовме лав, носорог, антилопа, газела, видовме хиени, имаше слонови, носорози, преубаво. Африка е стварно преубаво. 9 искачени врвови, светски врвови искачени севкупно, доколку ја прашам кој е омилениот? Па омилениот досега сепак ќе остане Казбек. Тоа е експедицијата што бев пред 2 години на Кавказ, на самата граница меѓу Русија и Грузија. Казбек уште не може да го замени ниту еден врв кој што сум бил. Што би препорачале на едно лице кое што би одлучило да тргне на ваква експедиција? Што е клучно? Дали физичката подготвеност, можеби психичката? И двете. И двете се клучни, и двете се најбитни, меѓутоа има други фактори кои што треба да кажам да се исполнат пред да се тргне на ваква експедиција. Тоа е дека треба да се има големо искуство, затоа што не е битно само да е некој физички преспремен или да има искачано неколку врва пред тоа, меѓутоа се треба долгогодишно искуство за да се научи првин како реагира телото на таа височина, да се научи како треба да се движи, да се научи како треба да се диши, навиките како што спомнав, пример да се пие многу вода, да се почитува планината. Има огромен број на фактори кои што влијаат и кои што треба да се исполнат пред да се тргне на ваков врв. Пример, не го препорачувам за почетници во никој случај, затоа што си треба одредено годишно искуство за вакво нешто. Се размислували за 10-тиот врв? Да, има планови, меѓутоа не би открил сега уште затоа што чекам да ги средам печатоците од Килиманџаро, можеби наредната година. Благодарам на одвоеното време и посакувам уште успешни мисии. Благодарам и вам. Имавме можност да го слушнеме Бобан Стефановски, кој како што веќе најавивме ја искачи највисоката точка во Африка. Кристина, доколку немаш прашања, би го завршила ова линковско вклучување и само да подсетам те држам за збор од септември заедно на планинарска тура некаде низ убавините на нашата држава. Заборави. Одлично. Благодарам, Елена, секако од септември, како што се договоривме, ќе одиме малку на планина, па еве ќе можеме да направиме едно линковско вклучување или онлайн вклучување во утринска, да секако ги пренесеме впечатоците секоја чест за Бобан и за експедицијата и подвигот